Еве да ви кажам, значи најновите проценки како одиме на ниво на прва изборна единица, после на ниво на Македонија. Јас го кажував тоа вчера кој имал прилика да чуе или да гледа со нашиве другари и другарки во Капиштец, да го повторам и овдека. Во овој момент ние водиме многу убедливо првата изборна единица и сме сигурно и во овој момент по сите проценки и по оние најминималистички имаме најмалку 10 мандати у рака, во джеп. Меѓутоа тоа не е доволно. Ние сакаме да освоиме уште поише. Што повеќе, 20 не може. Што повеќе освоиме, толку полесно ќе биде, затоа што гледате, ова е ипак градска средина и тука притисоците на власта на заминување се најголеми. Многу поголеми се во руралните средини, посебно на истокот од Македонија. И тамо нашите другари и другарки кои се борат страшно, значи дневно се борат на терен, 24/7, они горат на терен буквално, али имаат објективно полоша стартна позиција заради тоа што диктатурата тамо е многу посилна и мораме да им помогнем и на нив со тоа што овде ќе направиме добар резултат. Јас сум сигурен дека ние во прва изборна единица, бидејќи одиме кон тоа, ќе наближиме до таа магична бројка од 100.000 луѓе само прва изборна единица. А ако биде така, ние и по број на мандати и по број на гласови ќе имаме минимум четвртина од идното парламентарно мнозинство, што значи ќе правиме влада. Работава е сега ова што го имаме одработено до сега и што е реално расположение на луѓето, да не го прокоцкаме. И тука ја гледам најголемата опасност за нас. Да не речеме водиме, добро е, супер е, и да одиме дома и да гледаме телевизија. Не, ние мораме до вечерта, до ноќта, додека не се избори последното ливче од кутиите да седиме, да сме во Шведска, ја ќе ви кажев, уште од сега да во штабов да прославуваме, ама не живееме во Шведска. И знаете кој имаме пред нас, кој ни е противник. Значи тоа се најголемите мафијаши кои во Балкан ги има видено после Слободан Милошевиќ. За жал и тука немаме што многу да додаваме. Тие ги крадат сите избори, тоа не крадат 2.000, 3.000, 100.000 гласови крадат. И ако не останеме до крај будни, пред се мислам на контролорите на нашите гласачки места и членови на избирачки одбори, ние ќе бидеме изманипулирани повторно. Значи, овој пат тоа не сме да се случи. Мислам дека целата опозициона коалиција одбра одлични луѓе. Ја ги нарекувам чувари на победата која ни е практично во джеп и мораме да ја одбраниме до крај, бидејќи расположението на народот мора да се отслика и во резултатот. Расположението на народот е неспорно на наша страна, неспорно. И ако ви интересира и нашиве колеги во другите изборни единици одат многу подобро од очекувањата на почетокот, така што во овој момент проценките се дека опозиционата коалиција тежи 50 мандати во овој момент. И има тенденција на пораст. Оние да знаете, значи во Македонија секој пат било на парламентарни избори. Кој ќе наближи до 50 мандати добива. Кој ќе стигне или пребаци 400.000 гласови добива. Ние во овој момент имаме поише од 400.000 гласови. И не смееме да дозволиме пат да ни ги земат гласовите како што ни ги зема минатиот пат, како што ни ги зема 2011. Овој пат стварно до крај. Значи ние не бараме сега да доубедуваме луѓе. Ние само бараме она што е неспорно опозиционо расположение да се ефектуира и да се види на крајот на листите. Значи, доека не ги земете примерок од гласањето, од секој избирачко место, све до тогаш не е готово. Бидејќи знаеме дека овие се апаши од другата страна. Тоа сакам да ви посакам, да останете како и до сега збиени, само со единство можеме да добиеме и да не се обзирате на овие пропаганди што одат регуларно одат. Заев рекол вака, па се ние ќе трчаме и ќе браниме. Заев никогаш не рекол такви работи што му припишуваат. Заев мисли добро и сите ние мислиме добро на Македонија, а Македонија мора да имаат сите еднаква шанса и сите да бидат со еднаков статус. Нема делење на прва и втора категорија граѓаните, умре тоа време и да не се враќаме се па у 2001 или у 19 век, кога биле актуелни тие политики. Ова политика што ја правиме, листите што ги имаме, гледате кој се стои лево и десно од мене, тоа не е случајно. Не е случајно, сакаме да покажеме дека не блефираме. Стварно, или сите ќе имаме шанса, или што не може да има две Македонии, една за мене, друга за тебе. До овој момент, ова што го направивме на тој план е нешто нечуено, невидено. И сега многу ми навикаат, ако ветуваш многу за едните, у етничка смисла, па другиве немаат гласаат. До сега такво нешто се нема случено и нема да се случи. Што знаете дека идеме со искрена желба, што имам ја право да имаш и ти и обратно. Не можеме да бидеме некој погоре, некој подолу. Македонија е на сите, и така мора да остане. Значи, немој да верувате во тие муабети што ги слушате по нивните телевизии, затоа што овој им ветил многу права на едниве, другиве ќе го бойкотираат. Напротив, само појаки можеме да бидеме и кај други, и кај трети, и кај сите. Значи, памтете го се ова. Бројот 4 у сите 6 изборни единици мораме да го заокружиме и нема седење дома.
слушам муабети од помладите, сега идам од центаров на градот, кај што имаше некое собирање на млади. Викаат на 8 е државен празник, па тоа е четврток, па ако биде добро времето, спојуваме со субота, недела, па ќе видиме дали ќе гласаме. Немој да сте мислеле за тоа. Имате време да идете на викенди да пиете кафиња кај сакате, има седење дома до 11 до вечерта, до броење на гласови до сабајле. После кај сакате ќе правиме. Ќе пиеме кафиња, ако сакате у Бразил ќе идеме. Али сега мораме. Да. Значи мораме да. Тоа сакам да ви кажам, значи да не должам. Ги имаме гласовите, ги имаме луѓето, јасно е више. Кој не се убедил до сега после сите бомби, после сите материјали за овие апаши кои се? Добро, ама тоа е еден глас. Мислам дека да не трошиме муабет. Не, верувајте, дури кај год идам нема потреба ни многу да се збори. Сите знаат со кого имаме работа и викаат ова е последна шанса за Македонија да стане нормална држава. Значи сега е да се биде или не за Македонија. Да се биде или не. На 11 јас сум уверен дека и овде и низ цела Македонија сите граѓани кои мислат добро на својата земја, па дури оние што гласале за другите, ќе прославуваат затоа што тоа ќе биде нов почеток за оваа земја. Да, така. Точно.